почитувана македонска јавност, подолго време разговараме во однос на предложената точка на дневен ред денес како втора точка за избор на уставни судии во Уставниот суд на Република Македонија. Меѓутоа, актуелното парламентарно мнозинство со самото доставување на некаков си вид на извештај се довело во ситуација на офсајд. Зошто? Еве конкретно ќе ви цитирам. Во членот 24 од деловникот на Комисијата за прашање на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија вели вака: утврдените предлози за избор, односно именување и разрешување, мислењата и заклучоците, како и извештаите, Комисијата ги доставува до Собранието преку председателот на Собранието. Меѓутоа, која била потребата и причината во самото образложение да наведувате дека имате необходност да истите овие судии бидат на брзина избрани, бидејќи нема да бил функционален Уставниот суд? Цитирам во образложението од вашата одлука која што сте ја доставиле. Вели, треба да се има во предвид дека седницата на комисијата на која се расправа за предлозите на судии на Уставниот суд се одржува долг временски период од 7 јуни 2021 година до 5 октомври 2022 година, а во текот на расправата од предложените 9 кандидати за предлози за судии на Уставниот суд, комисијата ги утврди горе наведените кандидати. Расправата во комисијата за утврдување на третиот предлог за судија на Уставниот суд, за кој има пријавено пратеници за дискусија, е во тек и ќе продолжи понатаму, но не треба да представува причина за нефункционалност на Уставниот суд. Со самиот факт што сте навеле во образложението дека ви се брза, вие брзоплето сте донеле ваква одлука. Тоа значи, ако било во редовна постапка, во редовна процедура, согласно деловник, немало потреба да наведувате, сте можеле да ја доставите оваа предлог одлука како што сте ја доставиле, но не морало образложение да ви биде дека се брза, бидејќи нема да биде функционален Уставниот суд. Зошто? Бидејќи ова е директна ваша одговорност, што Уставниот суд можел да остане нефункционален. Зошто? Бидејќи сте знаеле кога завршува мандатот на овие судии, кои што им истекол мандатот, сте можеле оваа постапка да се отпочне 1 година претходно, а не во моментот на нивниот престанок и дополнително да ја развлекувате повеќе од година и половина. Затоа единствена ваша одговорност е ова и затоа не може да се префрли одговорност на опозицијата. Имате неделовничко постапување и барам ова точка да се тргне од дневен ред, можеби конечно и ќе не прифатите со